Дали ние како граѓани и воопшто како економија сме подготвени да ги прифатиме сите овие промени и навики? На оваа тема го вклучувам во живо стопанственикот, бизнисменот Антони Пешев. Добар ден и добре дојдовте во Централниот дневник. Добар ден до деска. Предпоставувам имавте можност да ги слушнете коментарите и на мојата колешка, и на луѓето од овој сектор, и на граѓаните. Конкретно ве прашувам, дали дефинитивно можеме да кажеме дека оваа вонредна состојба изнуди една промена во нашите досегашни навики, кога зборуваме за плаќањата во кеш, користењето на картици, купувањето онлайн дома? Јас мислам дека дефинитивно оваа цела ситуација ќе убрза постапката и целокупниот процес на воведување на електронската трговија. Со години очекуваме и мислам дека ако порано имавме сериозни проблеми во делот на покривањето на плаќањата со картички, мислам дека сега тој проблем е надминат. Со генерално фискализацијата на државата створени се предуслови за контрола на прометот, така да мислам дека државата се наоѓа на праг на комплетно воведување на електронската трговија како нормален дел од плаќањето и очекувам тој сегмент да расте. Пешев, сигурно ме слушате. Ајде да видиме што ќе значи ова за компаниите. До сега сме навикнати на оној традиционален начин на купување, пробување, одбирање во продавници. Прво би сакала да кажам, односно да ве прашам, што ова ќе значи за компаниите? Дали ова можеби ќе значи редуцирање на број на вработени, бидејќи можеби во даден момент ќе нема потреба од толкав број на продавачи и активни вработени во една, например, трговска фирма или можеби компанија за продажба на друг вид производи? Мислам дека сериозно треба да се размислува на тоа дека ќе се намали побарувачката на деловен простор и потребата тој да се плаќа прескапо. Трендовите светски говорат за тоа дека електронската трговија драматично го намали бројот на трговски центри низ светот и тоа секако ќе се одрази кај нас. Она добра вест е дека Македонија нема превише трговски центри и мислам дека во тој сегмент нема да се одрази драматично на побарувачката на деловниот простор, но дефинитивно компаниите ќе претрпат измени во рамките на својата организацијска поставеност од делот на класична продавница во делот на пакување, примање нарачки, подготовка и секако испорака. Во тој сегмент мислам дека сме најслаби. Делот на испораката уште ни каска. Како ќе оди ова престројување? Малку инсистирам на детали од темава, бидејќи сакам да појаснам на граѓаните. Ние сега поминуваме еден период кога, например, еве банките, ќе ги посочам, ги повикуваат своите клиенти, особено ја таргетирато на повозрасна структура на граѓани, обавезно да извадат трансакцијски сметки, да се ориентираат на безготовински плаќања и тоа малку потешко оди во промена на тој ментален склоп и односот традиционален кој го имаме кон парите. Како ќе се движи оваа промена? Она што секако можам да ви кажам дека трендот е неминовен и мислам дека и покрај овие првични отпори кои се јавуваат кај дел од нашата повозрасна популација која не сака да врши плаќања преку електронска трговија, мислам дека овој сегмент ќе станува све подоминантен и подоминантен, а кризава додатно ја потенцира потребата за оваква трговија заради тоа што се избегнува контактот. Значи ако предвидиме дека бар уште некој месец државата ќе биде под опсада на корона епидемијата, мислам дека ова е идеална шанса конечно да исчекориме во сегментот на електронска трговија и мислам дека и повозрасните полека ќе го фатат приклучокот. За младите немам двојба дека тоа ако го немаат веќе направено. Они активно учествуваат во овој пазар. Она што е битно да се каже дека во Македонија имаме една слаба карика, значи тоа не е државата овој пат, тоа е делот на поштата, заради тоа што нашата пошта сите овие години не успеа да се трансформира и мислам дека она ќе биде најслабата карика во овој сегмент, особено во делот на трговијата, ако одлучат нашите трговци да почнат да се бават со електронска трговија која ќе праќа робата надвор од границите на државата. Внатре во државата имаме сегменти и предпријатија кои веќе се бават со дистрибуција, меѓутоа надвор од државата тоа ќе мора да го преземе пошта, а тоа е сега многу сериозен проблем. Што се однесува до сите други сегменти и мислам и компаниите полека ќе го фатат својот приклучок, тука немам двојби дека веќе сме драматично влезени во процесот на трансформација на економијата. Пешев, ние во овој период имавме и примери каде што поголемите компании кои даваат услуги за кои граѓаните плаќаат, ги повикуваа граѓаните да се ги подмират комуналиите, сметките за телефони, телевизија, кабелски сметки преку интернет платформите. Јас сакам да ве прашам,
колку е безбеден целиот овој систем. Ние ве слушнавме дел од представниците од овој бизнис вела дека комплетно е безбеден и дека не може некој да ви каже дека не сте платиле сметка ако тоа сте го сториле електронски. Но сепак сакам да потенцирам дека бидејќи се работи за промена на еден ментален склоп, еден традиционален однос, како граѓаните да добијат гаранција дека ако е платено преку интернет, тоа е исто како да сме ја платиле сметката во хартиена форма на некој банкарски шалтер. Мислам дека целокупната трговија е прилично безбедна. Она што е потребно во право сте, за да се разбие тоа предходно чувство дека може да е небезбедна, можеби треба да помине период во кој ќе се воведат додатни контролни механизми, како што се проверка и потврда на трансакцијата преку телефон. Ќе видиме особено за поголеми плаќања, но она што е битно дека во Македонија веќе PayPal работи, така да ако не сме сигурни во делот на плаќањата директно со картичка, можеме да ги користиме светски прифатените системи кои користат како PayPal, кои користат плаќање без да се даде во секоја трансакција бројот на картичката со која се плаќа. Мислам дека тоа драматично го унапредува процесот. Дали трговците ќе го прифатат тоа, ќе видиме. Меѓутоа овој период е идеален да се навикнеме на таа работа заради тоа што вкупниот обем на трговијата не е на такво ниво за да не може да биде префатен, а мислам дека технолошки македонските компании во делот на информатиката можат да го пратат процесот комплетно, заради тоа што ова не е ново за нас. Работиме и со странство, работиме и со компании кои веќе многу се влезени во овој сегмент, така да македонските IT компании ќе можат да го преземат предизвикот да воведат ваков тип на технологија за плаќање. Мислам дека граѓаните воопшто не треба да се секираат за типот на плаќањето, и банките и целокупниот систем веќе е добро разработен и функционира. Ние секако не го користевме, тоа е повеќе маци до традиционалниот однос на нашите луѓе кои не сакаат да плаќаат безготовински, него повеќе сакаат да ги имаат парите во рака, но меѓутоа еве короната не навикна дека парите баш и не се секогаш најчистата и најбезбедната варијанта на плаќање. Пишев, сакам овој разговор да го заокружам со моето последно прашање, кое се однесува на вашата перцепција и оценка за целокупната економија. Јасно е некаде дека после празниците, мајските празници, ќе дојде постепено, но сепак има олабавување на сегашните рестрикции, особено оние кои се однесуваат на погодените бизниси. Моето конкретно прашање е, јасно е и дека годинава ќе имаме пат на економијата. Вчера, мислам, имаме излезе со проценка минус 4%, здравје до година 7%, раст во позитива, но сега ни е најважно да истуркаме оваа економска година. Ве прашувам конкретно, дали сметате дека ова заздравување ќе оди некако полека, етапно, со некој лазачко темпо, или можеби кога ќе се стабилизира оваа медицинска криза, економијата ќе ја вклучиме можеби во четврта брзина? Имам впечаток дека првенствено зависи од нас самите. Ако бидеме дисциплинирани и на целокупниот процес му пристапиме со нужна озбилност, мислам дека периодот во кој економијата полека ќе може да се враќа во нормална ќе се мери со неколку месеци. Она што беше песимистичко сценарио дека повеќе од 6 месеци ќе трае епидемијата, пандемијата генерално, мислам дека сега веќе сите го модифицираат во делот на тоа како да се совлада економската дупка која ќе се створи во овие 2 до 3 месеци. Мислам дека ќе биде тешко, првенствено заради тоа што значаен дел од нашите компании се ослонети на странските пазари и на партнерите во Европа, која драматично беше засегната со пандемијата. Битно е да видиме и како ќе функционираат пазарите кои се наши традиционални купци, заради тоа што Македонија не е економија мала која може да функционира самата од себе, многу е ослонета на пазарите на Европа. Се надевам дека тие побрзо ќе закрепнат. Добра вест е дека Германија се отвара и мислам дека тој сегмент може да ни помогне да премавне крината. Она што е битно да го потенцираме дека Македонија научи неколку лекции. Едната лекција е дека мора да имаме компании кои можат да го покријат сегментот на заштитни средства во вакви ситуации. Мораме да имаме компании кои произведуваат доволно храна, значаен дел од побарувачката на пазарот да го покријат сами, и мораме да инвестираме у технологија, знаење и фирми кои можат технолошкиот исчекор да го прават внатрешно од Македонија, зашто ослонувањето на компании од надвор се покажа како комплицирана ситуација. Еве видовме дека во овој изминат период скоро ни една компанија не можеше да дојде во Македонија да го направи одржувањето на своите системи. Мислам дека тоа ќе биде исклучително голем проблем.